Здраво на сите, јас сум Бисера од Стартап Клуб Скопје и добре дојавте во Фрилансерска дружба. Подкаст во кој го откриваме животот на модерните професионалци без канцеларија. Генерален спонзор на овој подкаст е Прокреј банка, банка која го разбира фриленс животот. Ти имаат посебен фриленс пакет за да ги решат сите ваши банкарски потреби. Сега уживајте и гледајте епизодата. Здраво на сите и добре дојавте во 10-та епизода од Фриленсерска дружба. Јас сум Висера и денеска имаме многу интересен гостин што дефинитивно ќе опфати главната тема на фриленсинг, доколку си ти почетник во овој фриленс свет и нормално прво нешто кај што се вртиш ти е платформата Upwork. Денеска со нас го имаме Јован, кој ќе ти ги објасни сите чекори, како да си го оптимизираш твојот Upwork профил и како да најдеш повеќе клиенти. Здраво Јован, како си? Здраво, супер, малце трема, но ќе помине. Прво сакам да се заблагодарам на тебе, на поканата на LinkedIn, исто така и на твој тим, за камерманите, за сите што се тука. Ова е за мене прв подкаст, така да малце ќе кочам, ќе заглавам, не знам што ќе направам друго. Прво да ви се представам јас сум Јован, клиентите ми викаат Џон, американци во најчесто, меѓутоа тоа е, не знам, скопјани ме викаат Јован, моите сограѓани од градот ми викаат Ване или Ванчо и така натаму. А зашто Ванчо? Па не знам, валја покрај дедо ми или не знам, врска немам. Ванчо, врска немам. Значи, да ви се представам прво за јас тоа што го работам. Работам моментално као тим лид за англиска компанија. Значи таму работам со React.js, работам и како UX UI дизајнер таму. Ова ми е пресна компанија, веќе работам околу 2 месеци таму. Исто така најбитно денес за овој разговор е Upwork, платформата, сите ја знаат Upwork, така. Многу знаат за фриленс делот, меѓутоа не е само Upwork, тука после многу мрежи што треба да зборуваме денес, но денеска ќе зборувам само за Upwork. Затоа и сум дојден тука, да го пренесам моите знаења на идните студенти и така да си го најдат својот пат, својата кариера да побрзо да се изградат. Ти благодарам што прифати да гостуваш денеска на оваа епизода. Извини, морам да те прекинам и ова е најбитен дел што треба да го кажам. И јас доаѓам директно од центарот на Македонија, што е јако, можеби го знаете, можеби не. Најтоплиот народ живее таму. Сакам да ги поздравам моите селени што се од таму, сите ме познаваат, кој сум, како сум, што сум направил, што они ми направиле на мене, така да можам да кажам од 0 до 10, 20 казани стварно. И таму работам, таму живеам веќе можеби 10 години. И тоа ќе зборуваме во наредните прилики за други работи, да. Многу е битно кога си има поддршка од луѓето околу тебе. И како што кажавте, благодарам што дојде денеска да гостуваш на оваа епизода. Што те поттикна, мислам, да дојдеш и да зборуваш денеска? Веќе знам, имаш многу што можеш да раскажеш, да кажеш на сите што гледаат, посебно за фриленс светот, а и за IT светот и за се понатака. Искрено главната цел ми е да помогнам на студентите. Многу студенти знам дека завршуваат академии, факултет, курсови и други работи. Кратки курсови на LinkedIn, кратки курсови на Udemy и наши македонски академии, но немаат работа. Да. И тоа е стварно кога ги гледам, значи познавам студенти, пријатели кои што имаат искуство, значи знаат некоја си одредена технологија, но немаат работа. И јас сакам да им помогнам. Зошто? Тоа е добро, прво за него, пред се ќе му се отвори својот пат кон неговата кариера, ќе се мотивира, второ добре за државата. Да. Трето, мислам дека со тоа што го правам, тоа ме исполнува и мене ме мотивира уште убави, подобар населени да правам такви. Значи, тоа ме е главната цел. Јас сум повеќе имам искуство на Upwork мрежава, можеби некои знаат што е Upwork, тие што пробале, што не успеале, ја познаваат мрежава. Јас сум тука за да им помогнам само за Upwork, за како да успеат побрзо на Upwork, пошто ќе им се смени животот таму, реално верувајте. Upwork, мислам, ако не се лажам, е моментално како главна број 1 платформа така за фриленсери. Мислам, највеќе луѓе што ќе се свртат кон неа, после неа иде Fiverr и ред други по категории веќе платформи. Freelance.com, да, имам. Такви некои. Многу ми е мило што си тука за да помогнеш и за студентите и за се. Мислам, пак
главната цел ни е да им помогнеме на младите да си го најдат својот кариерен пат, да останат тука, да знаат што да прават со нивниот живот и ние да им ги даме тие искусни совети. Дефинитивно. И може да се навратиме назад и каде ти студираш на факултет? Какви ти беа факултетските денови? Па, искрено малце тешко беше. Пред да завршам факултет, работа взаимоделие, потекна од сиромашна фамилија, скромна фамилија, пред се со многу љубов. Каде што и ден што седам тука, се е заради нив. Голема поддршка ми се во сите работи, во сите лоши и добри работи, меѓутоа малце се лоши. Како почнав? Па, искрено, ја не ни сакав да се запишам на факултет. Значи, тие ми дадоа некоја поддршка. Тие осетија дека усредно ја сакав математиката. Имавме некои програмски предмети усредно. Да. Учевме Паскал. Бев добар, не одличен, бев добар за тој јазик. И така почнав да работам со компјутери, меѓутоа не работев тогаш со компјутери, програми, туку играв игри, не знам, го учев офисот, така некои основни алатки за да работиш во некоја администрација. И така се запишав на ПМФ. Зошто ПМФ? На ПМФ тогаш имаше нови студии. Мислам дека програмата беше од Америка донесена, 3-годишни студии, ИМТ, интернет и мобилни технологии. И ја видов цела програма. Значи, секој предмет, секој семестар го разгледав детално. Значи, чекор по чекор, што се учи, што дојде со тоа, каков човек ќе станеш после тоа, искрено. И тоа е многу битно. Видов дека има предмет етика, што е многу битно, што сме сега денес тука и што работам напор и ќе ви кажам за тоа, зашто е битен тој предмет. И така се запишав на ПМФ, студирав таму 3 години, се отвори Финки, не ми текна која година, пред 12 години, се отвори Финки и ние бевме првата генерација што дипломиравме на Финки. Бевме смешен број, бевме околу 12 души, 15 души, што дипломиравме на Финки, прва генерација. Стварно? Да, и моментот кога дипломиравме, кога се отвори Финки, знам дека во еден ден се шедавме од Гази Баба до Карапаш 2, знаете кај е Финки. Пример, идеш у Финки, взимаш подпис за тој предмет, се враќаш у Гази Баба, слушаш предмет или некоја лабораториска вежба. И беше многу интересно. Беше запознав, ќе збориме за тоа понатоа на следните прашања. Така да тоа е тоа. Многу интересно, мислам нормално со љубовта кон математика, нормално патот првично те води кон ПМФ и не знам дека толку малце прво на почетокот те дипломирале од Финки. Да. Кажи ме како ти беше пример еве животот кога си се преселил тука во Скопје од тие факултетски денови и што точно си правел тој период? Па беше интересно, беше свежо за мене, како да кажам, значи ги учев линиите на автобусите, пошто тоа им беше најбитно, се возев со автобуси, таксината беа многу скапи, не беа многу скапи, туку не беа мој стандард. Најбитно ми беше локацијата на факултетот, на библиотеките за читање, за учење. Исто така и ова морам да го кажам. Значи, најбитна локација ми беше мензата. Значи, кога идов на Гази Баба на ПМФ на факултет, јадев у Стив Наумов, знаете, нели долу. Кога идев у центар, не знам кога излегов со некој, јадев у Кузман, центар. Кога идев у Пелагонија, кај мојата тетка, јадев кога идев у Кисела вода, кај мојата тетка, јадев у Пелагонија. И така покрај тие мензи, покрај тие скромни работи што беа тогаш соодветни за мене, ми донесе многу пријатели. Запознав многу пријатели, вака си јадеш сам и стекнуваш, ке дојде ке седне некој до тебе, се запознава со тебе. Стварно беше многу интересно. Значи сакам да кажам, не секогаш дека треба да се преценуваме. Да, јас не јадам во менза, не знам зашо е таму, вака е таму, па беше супер, одлично за мене. Какви беа условите тогаш на студентските домови? Знам дека денеска не зборам за сите, ама кога што гледаме и по студентарија и по други, не сите студентски домови денеска се многу за живење. Да, прво има многу позитивни работи. Ако е направиш табелата на негативни и позитивни, ја мислам дека у негативни само еден чек би направил за студентските домови, што хигиената им беше малце слаба страна. Меѓутоа се беше позитивно. Храната беше супер. Барам за мене. Секогаш имаше пресно јадење. Запознаваш многу пријатели, многу студенти од таму и поминуваш многу ефтино. И на некој начин остануваш во Скопје и ти се отвора твојот пат кон успехот. Тоа е тоа, значи. Ми раскаже кога зимавме состан, кога се запознавме на побаво и направивме еден убав разговор, ми каже на многу интересна приказна, уствари ти што си правел
за факултетските денови, на некој начин може и тоа да се нарече како фриленс со дипломски и со некои такви работи. Ако сакаш да споделиш за тоа. Може да, секако. Зашто да не? Не знам дали е добра тактика денес. Не ви препорачувам. Меѓутоа, ако се борите некојаш, ако сакате да успеете во животот, треба да има борба. Значи треба да се борите. Јас што правев тогаш? Тогаш имаше многу студенти што правеа семинарски, дипломски, други трудови, културни трудови и така натаму и така натаму. Ја правев семинарски дипломски проекти. Ако некој студент пред тоа ја правеше семинарската за 1000 денари, ја правев за 300 и така. Да, една семинарска прави 2 дена, 300 денари, со 300 денари, во тоа време можеше у менза да јаш 5 дена. Да. Ето тоа е позитивно, да. Цени ватри. Да. Што беше друго интересно, правев и дипломски, пишував, дури презентирав, правев презентации како да ја презентира дипломската, како да го помена тој предмет, пошто нели тој сепак предмет на факултет и треба да помниш. Не ми беше јасно само како некои студенти со 9-ки, со 10-ки, со 8-ци не може да се направи дипломска. Не зборам за презентација. Јас за презентација сум еве гледате, не сум баш немам некој бонтон, да. Меѓутоа ќе ме направам презентацијава, они значи се ептен задоволни од тоа што јас сум го направил и после идам на дипломската кај што ја бранат и гледам како презентираат. Значи јас се викам леле што сум направил. Ама не знам да го не знам да го представам тоа, да го раскажам. Иначе тоа се што сум го напишал на презентацијата тежи, многу тежи. И ако сакаш ова да го спомнам другиот интересен факт. Доколку сакаш ти. Ова не знам дали е легално, но верувам и да не е легално, еве тука сум. Помина. Пак се борам ја, знаеш, животот секој ден е борба. Не го препорачуваме ова на никој да го прави понатака. Ова е само споделено искуство. Да. За да опстанам тоа што Скопје, едноставно да имав пари за храна, да имав пари за некои основни мои работи, мораше да преземам некој уникатен чекор. Уникатен колку зборам, значи стварно уникатен. Најдов интересен пласман, интересен пазар, кај што можем да полагам на фон со тук индекс. Што значи тоа? Значи некој студент не може да положи математика таму или информатика или некој предмет поврзан со технологии, со IT. И ја одам со негов индекс, пред тоа нели се договарам за цена за овона, одам со негов индекс, полагам, значи ја решавам задача само за 6, не за 10. Значи не ми текнува, не ме фаќате да збор, мислам дека беше линеарни равенки, така нешто. Значи ептен лесно. И тоа го правев, го правев тоа, значи испитот траеше сат и по, ја го правев тоа за 5 минути. И вака цело време се преправиш уште 40 минути дека решаваш нешто. Да. Професорите тогаш се беше пак беше по различен начин и како се прави испити. На фон мислам дека беше малце полесно, да не речеме втората генерација, после веќе третите ги научија некои тие работи што ги правеа другите студенти од ПМФ, од електро и така натаму. После немаше такви работи. Ја полагав тогаш 2 пати со тук индекс, им положив со 6-ка, ме платија по 150 евра, 300 евра. 300 евра во тоа време беше да земе сега као 1000 евра. Значи со 300 евра бев многу среќен тогаш. Многу радосен, не знам. Јадев по 5 пати у менза. Јадев секој ден воше, си купив шампон од 200 денари. Не знам некои такви работи сега да не влегувам во ситници, али тие 300 евра ме мотивира за денешниот успех. Да. Така некоја генерална реченица. Ова, кога ми кажаме, подсети, не знам колку од гледачите има гледано Suits, кој Microsoft исто така правеше, али баш интересно, пак не го препорачувам ова денеска. Денеска знаеме на факултети скоро с различни методи, на различни начини се полага. Ама многу интересно што ете на некаков начин се нашол во Скопје и како ти сам да се обстоиш. Мораш. Дефинитивно. И после факултетот тебе од кога го заврши, што следи за тебе? Која ти беше прва работа, како ја најде? Пред да го завршам факултетот, јас се вработив во ЕС инкубаторот. Тоа е место каде што нудат канцелари за другите фирми. Работев за англиска компанија каде што имаше таму канцеларија. Да. Англиската компанија плаќаше кирија во ЕС инкубаторот. Таа им беше првата работа. Благодарение на мој пријател од Гевгелија, Ѓорги. Тој ми го препорача, тој клиент и така ја таму се вработив. Работев таму 4 месеци, дипломирав. Да. Мислам дека беше 5-та година. Дипломирав и после работев уште 4 месеци.
И тоа ми беше првото искуство и беше тешко таму, затоа што работевме со англиски клиенти со таксисти. А таксисти во Англија ги знаете како они зборат 100 на сат, возат 200 на сат. Значи не знам, стварно правевме по 20 сајтови секој ден. Имавме некои темплеити и ги штанцавме, правевме, ги хостиравме. Таму научив што е хостинг. Што е домен, како да направиш обичен вебсайт, како да помогнеш на некој да му донесеш повеќе реални подобри муштери за такси компанија. И тоа беше првата работа, првото моето работа. После тоа знам дека се префрлуваш кон македонски компании, од англиска кон македонска компанија. Како е споредбата, пример, работејќи за странска компанија и за македонска? Па, во мој случај, споредбата беше голема, заради тоа што кога работев тука, у ова англиска компанија беше се неко брзо беше. Значи, седнуваш и со бале кафе не пиеш. Отвараш лаптопот, работиш. Ако се пошо види сега, тука работиме мали проекти ние. Значи као лендинг пејџеви, знаат што се тие лендинг пејџеви, мали вебсајтови. И ги штанцавме, не знам, по 2, по 3 страни, така беше кога се преселив, кога се свичнав во македонска компанија, таа беше малце поголема. Babylon Software Solution, ги поздравувам сите од таму. Ќе кажем зашто. Таа беше поголема компанија, имаше околу 30 до 40 вработени. И си имаше процес на работа. Користија некој професионална алатка од Microsoft во тоа време, мислам дека TFS се викаше. И си имаше некоја методологија на таскови. Таму научив како да работам, како да колаборирам со повеќе луѓе. Пример, работевме на проекти со по 20 души. Секој ден имавме спринтови, секој ден имавме состаноци од Сабале, после поручек и така натаму. Тоа беше разликата. Меѓутоа, ова морам да го споменам дека во таа компанија ги запознав моите најбитни луѓе што ми се денес пријатели од Скопје. Да не кажем од цела Македонија, запознав луѓе од Ресен, од Струга, од Велес, исто така од цела Македонија. Се уште се дружиме денес, се покануваме на родендени, се канеме на свадби, се одеме на слави. Се дружиме на кафе муват, можеме јас со кола да дојдем некој само за кафе у Скопје. Поостати па се враќам назад. Мислиш дека само ради тие причини е подобро работење во канцеларија наместо ремоут? Да, од тие причини што едноставно добиваш љубов од многу пријатели. Тоа е денес најбитно. Да. Може денес да го имам, утре не. Да, се појавира од работа фриленсер, знам. Тоа е малце негативно, ќе зборим и за тоа. Исто така и ова треба да го кажам, може малце поопштено зборувам, дека од таа фирма денеска мој колега ми е кум. Да, го поздравувам Мартин, ќе се препознае. На најинтересните места се појавуваат најблиските луѓе. Да, и искрено денеска од тој човек, од тој колега, тој пријател, тој брат, тој кум, ја дојдов многу реални совети за општо, не само за фриленс за работа, дојдем совети и за мојот социјален живот и за мојот план во текот на денот и за било каков проблем. Да. Тоа е најдобро секогаш. Да. Може тука да фатиме од делот каде што ти започнаш уствари со фриленс и уствари со креирање на твојот Upwork профил, бидејќи како што знам ти си веќе на самата платформа 16 на години, од кога се ја направил, сега не е толку активно, та повеќе ти ќе ни објасниш. Што ти текна да направиш таа платформа? Дали ја направи додека работеше во оваа фирма или на некој друго место? Да бидам искрен, не ми текна на мене. Му текна на еден мој пријател Ангел, Арнудов Остијако, го поздравувам и него. Мислам дека тој е виновникот за овој успех денес на Upwork и конвоите на фриленсерот. Да, тој, ти си виновен. Вака беше, значи, почнав со него да работам. Тој беше тогаш, мислам дека беше број 1 во Македонија. Да не кажем и на Балканот, на Upwork, зборам само на таа мрежа. Да се кеш ова прилика која година беше? Пред 14 години, така нешто. Да не се лажеме. Си пишува на Upwork историја, све како сме почнали. И, значи, тој најде клиент. Клиентот беше на Upwork. Беше регистриран како клиент. Ние бевме како фриленсери, како вработени таму, да работиме за клиент. И тој ме покани и ми каже, Јован, така и така, дојде клиент,
сака да работиме заедно, но меѓутоа треба да си направиш еден юзер на Upwork. Да. Ја бев скепти, викам што е Upwork, како ќе ме плати, што е сигурно, ништо не е сигурно. Викам направи юзер, сигурно е. Ако не ти плати тој, ја ќе ти плата. Значи, ми нуди гаранција, што е многу битно денес. И така почнеме, јас си го направив Upwork профилот, ставив наслов со 2 збора, што е денес изгледа као спам тоа. Да. Опис ставив 2 параграфа. Демек, јас сум Јован, работам 12 години на Upwork, јас сум совршен за вас, тоа е лошо. Еве сум направил јас многу грешки, затоа и денес сум тука. Да ги објаснам тие грешки, да не ги правите и вие. И почнеме така да работиме со него. И не знам, проектот траеше, мислам дека 6 месеци, се заврши тој проект и после тоа беше тешко за мене, за другите наредни проекти. Да. И аплицирав, ја постојано аплицирав на Upwork на џоб постови, меѓутоа се преценив. Мојот сат беше $15 по сат, по час, и тоа ми беше на профилот. После некој период си водев некоја статистика рачно у Excel и заклучив дека треба да работам можеби пола година за без пари, но за таа пола година ќе можам да си ја поврнам за еден ден после тоа, после да речеме една година. Не знам дали ме разбирате, мислам дека ме разбираат некои што работат на Upwork. И така беше, значи 6 месеци работев за $5 по проект. Знам дека сум сработил за $20 WordPress вебсайт, што денес уште е лайф, уште има реални корисници, не ми се верува на мене. За $20 WordPress сум подигнал. За $20. Имаше некои проекти за 50, за $10. И после една година као се нагло тргна нагоре, почна да ми пристигнуваат интервјуа, значи ја не аплицирам, тие ме бараат мене. Да. И ја тука се мотивирав, не само добро имаш ти деклайн им правиш, не можеш сите да ги завршиш. И така тргна успехот кон Upwork. Имам многу битно прашање, ќе направиме после подетална споредба, ма пора, например, кога аплицираше за некој job пост на Upwork, имаше, пример, како денеска што има кредити, нешто така, или порано можеше колку сакаш да аплицираш, немаше лимит? Немаше, тогаш имаше друга политика, сега ќе ви објаснам, пред 14 години, Upwork имаше конекции, меѓутоа мислам дека немаш опција да купуваш конекции, туку секој месец, ако пример 15 мај си го направил профилот на Upwork, 15 јуни ги имаш тие 18 конекции. На почетокот добиваш 18 конекции, така мислам дека беше на 6-7 години со тие фиксни конекции. И тогаш еден job пост беше 4, 6, 8, 12 максимум. Така не, мислам дека не беше ни 12. Сега е страшно, сега е минимум. И сега ќе ви објаснам што е разликата. Разликата е тоа што имаш фиксни конекции и ги трошиш тие толку. Тоа е. Да. А сега значи си купуваш конекции. Да. Може денеска да купиш за $50 600 конекции и сите да ги истрошиш. Да. Да. И ќе кажем и за подетално за конекциите понатаму. А колку? Еве кажа дека твојот профил првично кога си го направил бил само со 2 параграфчиња и дека ти си совршен за сите нив. Пример со тој профил на Upwork што си го имал, колку време трошеше уствари да најдеш работа или кога свати дека можеби треба да го подсмениш малце? Како ти личел цел тој процес? Решив да го сменам после завршувањето на проектот со Ангел. После тој немаше проект на Upwork да го работам јас. И после се остана на мене сам. Меѓутоа и Ангел ми беше као позадина. Ми даваше своите трикови, знаеше некој клиент пак да уфрли. Трошев многу време на Upwork, да не речем колку што денес трошат сите на Инстаграм, ја толку трошев на Upwork. Знаете, нотификации, сторинија, такви работи. Значи секој ден ми беше телефонот у рака. Мислам секој ден. Кога идев на факултет, кога одев на работа, телефонот ми беше у рака, гледав Upwork. Фреш цело време, гледаш дали има некои нотификации од клиент, дали некој ти пишал. Кога идев дома, после работа, кога идев дома, отворав лаптопот и пак на Upwork. И работев 6 сати на Upwork. Значи, не работев цело време. Значи, пробав да фатам клиент. Али 6 сата минимум секој ден. На Upwork пробав, праќав џоб постои, гледав од која држава е клиентот и така натаму. После тоа одлучив да направам некоја статистика. Што ако јас ако аплицирам на клиенти од Индија, што јас ако аплицирам на клиенти од Америка, од Норвешка, од Швајцарија, има голема разлика. Пошто искрено стандардот од Индија е многу низок, стандардот од Америка е многу висок, а ние сме средина. По-реално да аплицираш со клиенти од Америка. И така почнав да аплицирам таму повеќе
И исто така, много битно го смени в процесот на аплицирање, нели, кога аплицираш, Да. треба да напишеш некој cover letter, добар. Ја пред тоа имав 3-4 темплеити и се преценував. Јас сум Јован, имам 6 години искуство, твој сајт можем да го направам за 2 дена. Тука грешев. Искрено, кога почнам да аплицирам као пример, јас сум Јован, дајте ми само шанса, нов сум напорк, можеби ќе работиме као long term. Првиот проект, првата задача би ја направил од мене, не сакам никаков договор, никаков ревју, само дајте ми шанса да ви се представам кој сум јас и да ги видите моите скилови. И кога го пишував тој cover letter, едноставно почна на секој втор job post они да ми враќаат на мене. Хеј Јован, нели, благодарам за твојата апликација. Ово од тебе што не пишувам, стварно ти си тоа, значи ние веруваме дека ти си тоа, ние ќе ти даеме шанса на тебе, дури ќе ти платиме за твоите шанси. И така почна со тој персонализиран cover letter. Ова е, мислам дека тој начинот најдобро кај што би одела со персонализиран. Да, дефинитивно. Бидејќи со многу и гости и луѓе што сум зборувала, кога и да кажат, ама треба да ти е персонализирано твоето job application. Да. И треба да се покажеш ти, останува само на тоа. И денеска посебно многу е лесно ќе отидеш на ChatGPT, ќе напишеш, напиши ми cover letter и ќе ти напише нешто и сам многу праќаш тоа. Да, па сите прават така, сите студенти што не сакат малце да се позамарат запор, го прават тоа. И еве и денеска јас сум тука, ја нема време да се премам за овој подкаст. Мислам, ChatGPT можеше да ми изгенерира подкаст што требаше да го научам на памет, да го кажем тука, ама немаше веше, ќе се примете дека е вештачко, дека не е природно. Така да тоа што денес ќе ослушнете тука, мислам дека ќе биде многу ефективно пред се за вас студентиве, за не само за студентите, за сите што сакаат да нурнат во тој фриленсер свет, поточно во Upwork. Не мора Upwork, мора фриленс, може фриленс, може Fiverr, може други мрежи некои. Да. Како ти личеше профилот тебе од кога почна да добиваш се повеќе и повеќе работи таму, кога те контактира за интервју? Како беше тој процес за тебе? Па беше малце тешко, исто како тука срамежливо. Значи некои клиенти, повеќето клиенти сакаат состаноци, реално сакаат да те видат пред камера, дали постоиш, дали си ти тој. Пошто искрено мене профил му беше као спам. Job title, description со 3 параграфа, немав ни проекти ставам, ништо. Значи така, едноставно така почна. А фотографија имаше ставам? Имав. Мислам дека со оваа блуза беше. Не знам тоа како да го видам. Затоа денес сум тука со оваа блуза, многу ме препознаваат со оваа блуза, многу луѓе. Стара е блуза, 10 години, така да ама носи среќа. Си има своји признанија зашто ја носам цело време. И тоа е најбитно денес. Пошто може денес да ја носам, утре не. Драго доколку Време за кафе. Апсолутно. Ти благодарам. Со секој испиено кафе во Стрекја бар и Стрекја Русидер вие го поддржувате Стартап Клуб Скопје, така што следната кафе пауза направете ја токму кај нас. Што понатака, што се случуваше од кога почна да ти расте самиот профил? Кога почна да расте самиот профил, растеше многу брзо. Мене дури не ми се веруваше. Секој ден ми пристигнува интервју, да не кажем по 3-4 интервју. И така беше реално. Да кажем, тој беше некој си полугодинен период. По 3-4 интервјуа секој ден, значи неално, не знам, по 30 интервју. Ја некои тие интервјуа ги прифаќав, разговарав со клиентиве, работев со некој дел од нив. Меѓутоа направив големи грешки тука. Почнав да работам со повеќе клиенти најнаш и каснев на нивните дедлајнови. Што е нормално да ми остават и лош фидбек. И така се случи, тоа е искуството. Значи, сум враќал и пари напор, сум враќал $200 само за да не ми остави лошо ревју. Значи, до толку сум бил нурнат во тој океан што едноставно сум ризикувал и да падам долу на дното. Повеќе е, мислам дека напорок повеќе е битен тој самиот рейтинг од клиентот него самата сума на пари првично која ќе ја добиеш. Да, најбитно е ревјуто за клиентиве и какви портофолии имаш сработени, по кој процес работиш и кој технологија работиш. Најбитно за клиентиве, најбитно за другите студенти се парите колку си ги заработил. Да. Денеска само тоа го гледаат. И упорно ме прашуваат како ја да заработам толку пари. Ја не сум немам некој страшен јак профил напорок од мене има у Македонија, не знам колку појаки. Меѓутоа, не можеш ти да работиш напорок за пари. Ти треба да работиш, да решиш проблем на клиент, со тоа стекнуваш искуство, сами од себе си даваш апгрейд и парите сами си доаѓаат после тоа.
Да, и тие се сладки пари. Вака не можеш ти да се опиеш за 5 минути, пиеш Да. друштво, ќе пиеш по 5 по 6 часа. Да. Да, реално така е, таа е приказната, тој е процес. Кои се некои други вака киксови што си ги направил на почетокот? Пример, како што кажам, многу клиенти се взимал во исто време. Има ли некои интересни така киксови или па некој проблематичен клиент можеби што си имал? Имаше многу киксови, многу, бројката е голема, имаше, ќе ви обяснам некои киксови, што сме се договорили да му направам 5 точки и јас сум му кажал дека после тоа тој значи ми додал уште 5 точки, јас му кажам окей, ќе ти ги направим овие 5 точки Да. чисто да исполнам фер спрема тебе. Но меѓутоа кога клиентот осетува дека си многу наивен, дека му работи за без пари, тој веќе се опушта и тој ти дава уште 5 точки. Да. Но меѓутоа ти тука си викаш, добро, зошто да му работам за без пари, реално си го трошам времето. Психички сум изморен. Ајде да му наплатам. И ќе му пратам, не знам, естимација за тие За неколку новите измени. точки? И тука настанува проблемот со клиентиве. Значи, не со сите, али со 40% да. Зошто ова ми го наплакеше ован? Нели ова беше вклучено во естимацијата? Ја му праќам докази, скриншотови дека тоа не е вклучено во естимацијата. И тука веќе настанува проблем. Ми го раскина договор со лоше ревју. Лоше ревју типот 4 звезди. Да. Не една, 4 со лоши 2 параграфи као коментари. Ама толку треба на самата платформа. Да, и јас сум ги враќал тие пари, верувајте. Значи сум му помогнал, сум му го лансирал неговиот сајт или апликација, значи он си работи, си заработува од сајтот, а ја му ги враќам пареви. И пак се мотивирам, пак сум напорк и пак работам и пак ловам риби напорк. Многу луѓе многу брзо се откажуваат од самата платформа Да. Upwork. Што е тоа тебе што те задржа платформата? Што те мотивираше да не се откажеш толку брзо од самата платформа, бидејќи еве како што кажеш еви на почетокот кога си работел бесплатно или па за да не добиеш лоши ревју си враќал пари, дали работеше нешто друго во тој момент што те издржуваше, па ова ти беше по нешто на страна или ова ти беше као full time job уште тогаш? Не, Upwork ми беше реално као втор џоб. Првата работа ми беше од 8 до 4 во македонска IT фирма. 12 години работев во македонски IT фирми, повеќе фирми сменив. И истовремено мислам дека Upwork го почнав кога се вработив во Бабилон. Тогаш го почнав профилот со Ангел пред 12 години. И почнав, беше многу тешко, пошто работев по 16 часа, 18 секој ден. Па така беше, спиев само по 5 часа дома. Станував во 7 сабале, со велосипед одев на работа, во 9 бев таму, 8:30 бев таму, работев таму до 4 до 5, после се враќав од работа, пак со велосипед, се враќав во станот, правев пауза од пола сат и јадев некои такви други основни работи, секојдневни работи, и после седнав на компјутер, имав као посебна соба, Да. и седнав на компјутер и висев на Upwork. Цело време Upwork ми беше као пинуван у самиот брозор и знаеш, кога го отвараш лаптопот и се отвара Upwork. Цело време Да. на телефонот ми беше активен Upwork, у позадина. Значи тоа ми беше обсесија, не знам. И така успеав на Upwork. Знам дека тогаш бев со цимари во станот, јас имав посебна соба. Да. Толку беа фер спрема мене сите цимари што се бутка да спијат по тројца во друга соба само за јас да бидам во посебна соба, пошто знаеш што е причината. Јас работев на Upwork. Се трудев многу и така се започна. И да, имаше многу негативни работи што требаше да го деактивирам и профилот на Upwork, имаше и онлайн судење дека јас сум погрешил со некој клиент и така беше, стварно погрешив. И имаше онлайн судење, тоа не е нешто 5 минути работа е тоа. И сега си кажуваш што е реално, му ги враќаш пареви, тоа е тоа. Сакам да кажам дека Не знам дека има и такви работи може да се случуваат на Сакам да Upwork. кажам дека не треба да се демотивирате, тоа е нормално, сите грешиме, така се учи. Да. Сите губиме по нешто. Не се гледа кога има жилбата во нешто како е ти што си имал жилбата и мотивацијата во Upwork, убаво е многу што и твоите цимери го гледале тоа во тебе и те поддржале во цел тој процес. Да. Мислам дека денеска посебно за фриленцери убаво е да си има таква поддршка надворешна. Дали си на почетокот или веќе долго време го правиш тоа. Баш е многу добро. Кажи ми што можеш да споделиш еве вака пред да навлеземе детално за да се обишеш како на Upwork и како да се представиш на Upwork и повеќе за пакетите ти што ги нудиш како со Upwork Boost. Кој е некој главен совет што би го препорачал, go-to совет на
студенти или па луѓе што сакаат да започнат во овие фриленсерски води, конкретно за пример ако отвараат Upwork? Треба само труд, мотивација, храброст и повеќе исклучување на нотификациите на Instagram, уклучување на Upwork. Едноставно, тој е рецептот, главниот првиот. Да. Вака, значи, за да успеш на Upwork денес е многу тешко. Стварно многу тешко и затоа се роди идејата Upwork Boost, каде што јас им помогна на студентите. Тоа не го направив како мој пример на бизнес, туку го направив чисто да можат они да ги платат тие пакети. Да вратиш назад кон заедницата. А за возврат да добијат нешто што ќе им помогне во фриленсерските вои, поточно на Upwork. Зошто почнем да ги наплаќам пакетите? Па подобро за нив. Секој балкански менталитет, секој човек што би платил за услуга, очекува да добие нешто и очекува да се замара за тоа. И тоа е процесот. Значи пред тоа имав многу повици, многу составници на Google Meet, на Skype, телефонски разговори ми се јавуваат татковци, мајки, синови што не ги познавам цела Македонија. И ја трошев по пол сат време трикови, процеси, планови како да успееш на Upwork. И им викам, окей, да, јас ќе ти објаснам све, но меѓутоа прати ми го линкот после 5 дена да видам дали вреди моето што сум ти го кажувал и дали си ме послушал. И многу лошо беше, ми праќаа празни профили. Дури јас сам ги наоѓав. Ништо не направиле. И така се роди Upwork идејата, Upwork Boost идејата. Но меѓутоа главната идеја беше на еден мој пријател што работи на бензинска пумпа Лукойл во Гевгелија. Иван го поздравувам. Фала ти да се. Тој ми кажуваше што пред тоа, значи направи си као пакети и продавај ги. Значи тие добиваат многу и ти делуваш многу. Си го наплаќаш твоето време. Знаете, денеска времето е пари. И така се роди Upwork Boost, почнав да продавам пакети. Но меѓутоа слушав и многу негативни работи, као демек ја сакам да им ги земам пареве на луѓето, некои такви работи. Направив една алатка на Upwork Boost, каде што може сите да ја најдат долу десно во форма на сијалица, кај што кликате таму на сијалицата и ви испеѓа цел процес што го правам ја. Да. Значи цел процес бесплатен, значи не знам, стварно све опишано таму. Ја тоа што го правам, што ги билдам профилите со тие пакетите, всушност тоа таму. Дури таму е подобро опишано, не знам, ја уште го читам, уште кога правам basic пакет на Upwork, по тој процес одам. Што ствара многу лесно. Линкот од Upwork Boost може да го најдете во дескрипцијата доле. Дефинитивно сите што се заинтересирани, а и што само ви интересира, отворете го. Стварно има предобри пакети, има предобри понуди што може да се најдат таму и топло го препорачувам на сите, а многу ми интересно што спомна дека родителите се јавувале. Уствари за нивните деца да им помогнат со пакетите. Ева, као што знаме, као што имам зборени со други гости, се многу знае се уште да биде пример кај нас, посебно кај родители и постари луѓе, да е се уште табу тема. И многу ми се допаѓа што еве почнува да биде нешто што родителите го сваќаат, дури они да го преферираат, да им помогнат на децата. Како ти беше првите пример, не знам, реакција од родителите со се ова кога ти звонеа? Па малку смешно беше, ама ги разбирам. Значи тотално ги разбирам, затоа што јас сега за подкаст зборувам, ништо не разбирам. Затоа ги разбирам и тој е многу добар ден за виеш човек. Треба да го разбереш од негова страна како е, за да знаеш како да му се представиш. И они сега ми се јавува на мене. Здраво Јован, тука е Трајанка, така мајката на Јовче. И се кликал таму нешто, дај мој син гревата нема работа, заврши, не знам, таква академија, таков и таков факултет. Нема работа, аплицира и сака да работи со тебе заедно или па ти да му даеш работа, па тој да работи за тебе и јас вака сега окей, викам, да, ќе му помогнам. Нека ми се јави тој. И така ми се јавува тој. Тој се страми нормално од мене и ја го опуштам. Со мој диалект му кажувам, чекај, има време за се. И му го објаснувам процесот што да направи додека наоѓа работа. Не е само ти да аплицираш на LinkedIn на 10 фирми да очекуваш дома да седиш секој ден кафе да пишеш и да очекуваш некој резултат. Не. Работи на случаи. Направи профил на Upwork, направи профил на фриленс, направи профил ако си блогер на Medium, не знам, но имам милион шанси, значи работи. Со тоа сами од себе си се одржаваш, значи се мотивираш, може би некој клиент ќе испадне од тие мрежи. И со тоа не заостануваш. И тоа е реалната работа. И така сум помогнал на многу студенти баш на Upwork.
Значи тие што ме послушале мене, што јас сум тоа го кажал преку телефон, некои ме послушале, стварно си ги направиле профилите толку многу добро што денеска работат, имаат патување со клиентот. Клиентот ги повикува во Америка, ги повикува во Швајцарија. Значи не е само фриленс тука, значи ова е голема приказна. Значи одиш, те кани на состанок у неговата држава платено све, клиент преку Upwork. Замислете, значи тоа е, значи се отвараат сите врати. Сварно, дефинитивно е така. Ќе повторам, мислам, цела епизода е пак тој момент, се што се сака може да се успее. Да, дефинитивно. И може сега дефинитивно да влеземе во самите пакети, како функционираат тие што нудиш ти во цел тој процес, бидејќи знам имаш повеќе. Од basic, мислам, негде до стандард, до средина може повеќе да ги офатиме. Да, има повеќе 5 пакети се, мислам, 5 пакети се. Искрено, Upwork го направи за еден ден. Го купив доменот, направив вебсайт, лендинг пејдж, ние го викаме тоа, и ја представив мојата идеја. Меѓутоа, јас не сум маркетинг човек, не знам баш добро да се рекламирам, и секогаш кога имам повик состанок со некој, ја кажувам реалната работа. Не му гарантирам успех на него. Тој треба сам да си гарантира. Да. Јас само го поджутнувам, а тој треба сам да оди нагоре. Ти му ги даваш чекорите, само не дали ќе ги изоди. Пакетите се многу добри, најчесто најмногу ми се троши basic пакетот, тие сите го купуваат поевтине, искрено и добар е за почетник на Upwork. Со basic пакетот добива избилден профил, значи да зборам сега добар наслов, добар description, не е само као 3 параграфа, како што ја правев грешка, ќе објаснувам. Значи вака, значи тој прво мене, ако го купи basic пакетот, тој прво треба да ми испрати CV, бриф за него, и во тој е бриф помеѓу мене и фриленсор. Треба да си каже реално што работи тој. Не работи ништо, пие кафа секој ден, вози точек, се нервира дома, се кара сум. Све треба да ми објасни. Ја ги разбирам сите. Ми праќа бриф, ако има проекти, ми праќа проекти. И ако има некои други работи поврзани со неговото образование, све треба да им прати. И што правам ја? Ја ги сумирам сите детали, фактички го учам него каков човек он во образованието, што сака да работи и што ќе му лежи понатаму. Фактички јас му ја отворам вратата кон успехот. Му го правам профилот, му го средам толку многу добро што он веќе мислам дека Reports, во Reports делот веќе има некој размрдување, значи го гледаат клиентиве. Пред тоа никој нула. Сега значи веќе има 10-20, значи некој му гледа профилот. Има некој напредок. И со тој basic пакет, фактички јас го поджутнувам на него тој да успее на Upwork, но не му гарантирам успех првите 6 месеци или првата година. Али му кажувам дека мора да работи една година за без пари, за после тоа, уште први ден да си го врати цело потрошено време. Да. И едноставно тие што знаат дека јас работам веќе долго време на Upwork, дека го гледаат мој профил, мислам дека ми разбираат потполно тоа што сакам да им го кажам. И исто другите пакети се многу добри, малце се подобри од Basic, имаат повеќе работи што повеќе офери, што е многу битно. Пример, Advanced Professional пакетот си имаат повеќе офери, можем да им направам повеќе офери. А како се прави офери на Upwork? На Upwork се прави офери многу тешко. Треба да го најдеш клиентот. Треба да разговараш со него. Треба да го убедиш да работи со тебе. Па ја тука постапам малце по-професионално, му кажувам, окей, јас сум нов тука на Upwork, дај ми шанса ќе ти ја сработам работа за $5. Само да ми оставиш добро ревју. И така се почна. И така другите пакети се со повеќе офери, тоа е разликата, нема некоја друга разлика. Ја имам многу битно прашање, дали уствари ева се што нудиш у пакетите, не знам, дескрипцијата, оферзот, дали тоа ти ги пишуваш во однос на тоа што ќе ти прати студентот, или па ти заедно со студентот или му даваш насока на студентот како да го напише тоа, кој е тој момент? Јас ги пишувам. Меѓутоа, со нив правам состаноци на Google Meet и им кажувам, пример, ако имаш нешто да доведеш или ако сакаш ти да напишеш, еве ти, јас ти направив као еден темплейт, дотерај го ти ако мислиш дека нешто сум изгубил. Меѓутоа, они кога ќе го видат профилот после, да речеме, basic пакетот после 2 недели, тие дури се мотивираат. Го гледаат профилот со скрол, пред тоа нема скрол, спам, нема ништо. И вака се мотивираат, седнуваат на Upwork, ми пишуваат, ми се јавуваат, имам плюс еден денес гледано се и пратив кавар лета, гледам дека го видел, ама не ми вратил, ама ако тој е супер, знаеш, и седат на Upwork. И тоа е. Дали може да ни кажеш пример, не знам, некој
sneak peek, вака некој совет што многу често го даваш на почетни фриленсери? Па Еве конкретно пример, како оние се го представаат нивното био, нивната дескрипција, како да се го напишат, дали има некој како пример темплейт по што се водиш или повеќе се зависи до самиот човек? тоа се зависи од самиот човек, меѓутоа напор убаво си пишува, значи мислам дека треба прво да обрнеме да вложиме 5 дена труд за да прочитаме повеќе за платформата. Така многу ми имат кажано. Да, си има чисто опишан напор, многу убаво, како треба да внесеш наслов. Како треба да внесеш description. Не е само наслов веб дизајн, стави веб дизајн, запрека стави што работиш поточно во тој веб дизајн. Тие се сите добри keyword-и кои што клиентите срчаат по тоа. Од description немој само да кажеш јас сум Јован, имам толку и толку искуство, завршив на Финки и правам совршени топ веб апликации. Не, вака ќе си опишеш искрено, јас сум Јован, работам по тој процес. Прво правам дизајн, пример сега зборувам за веб дизајн. Сега ако си QA, прво правам анализа, после правам тест кейсови, после правам уште една анализа. Значи објасним го процесот од description дел. Значи мора description барем да има мој мислење 300 минимум зборчиња. Дефинитивно. Значи да почнат тие зборчиња како keywords да функционираат. Исто што викаме ние на Google да те таргетира Google, исто и Apple така те таргетира. Наслов, description, мора да ставаш и проекти, портфолио. Што можем повеќе проекти ако имаш, направи ти сам проект, стави го. Битно е да имаш проекти. Тоа е многу фриленсери, мислам дека се вадат или се губат на моментот, ама јас немам ништо направено до сега. Тука можеш многу лесно да си најдеш. Види некој друг проект што направил, копирај го, смисли ти нов изглед на тоа, нов. Да, нека го отвори мојот профил, има линкови насекаде, нека го види. Ја не се фалам со мојот профил, јас сакам да го пренесам моето знаење. И ја им кажувам, евете линк од мојот профил, направи го вака исто, само измени. Сега јас сум пример full stack. Тој е, да речеме, QA. Да. Смени го наслов, смени description. Нека си биде процес, 2 точки, тој и тоа. И не го прават тоа. Не знам зашто. 80% од студентиве, од луѓето што ми се говорат, не го прават тоа. Само 20% го прават профилот совршен да биде и после тоа заглавува. Тешко им е да најдат клиент. Аплицираат, трошат конекција, ама не им враќаат. И тука прават грешки. Мислам дека денеска со секако што станува се полесно и полесно, и со AI, со многу други работи, и се очекува дека цел овој процес ќе оди многу побрзо и многу полесно, дека многу побрзо и полесно ќе најдат клиенти, ќе ја завршат работата, ќе се снајдат. И мислам дека тоа е моментот кога што ги кочи посебно студентите денеска. Зашо мислиш дека баш студенти највеќе те таргетираат за ова? Заради тоа што има мал пат у IT сферата од цел свет и многу студенти запишаа факултети IT, академии, многу академии се отворија, многу курси онлайн даваат, Udemy, не знам, даваат за $5 курс што искрено можеш да научиш. И многу студенти остануваат без работа. Како го гледаш пазарот денеска за IT? Па има пат, дефинитивно. Испадна AI, вештачка интелигенција. И тука почна многу тоа се користи и многу луѓе замени. Искрено со помош на AI се прават готови решенија за 5 минути. Но меѓутоа ако сакаш да успееш во фриленсерот, може да успееш. Биди реален, биди искрен. На пазарот биди искрен, јас тоа го знам. Тоа можам да ти помогнам. Не користам ChatGPT за ова да ти го направам совршено, но ќе бидам човек и ќе ти помогнам понатаму као long term. Им советувам на сите студенти, значи да не користат многу ChatGPT кога аплицираат, заради тоа што се преметува. Реално, тоа е ChatGPT каков текст дава, дури и ја некојаш го користам, али знам да уловам некој збор таму интересен. Тоа иначе вака цела реченица не, пошто се преметува реално. И тоа клиентите го преметуваат и не го сакаат. Тие што се клиенти што сакаат навистина да работат со повеќе години со фриленсерот, не сакаат такви фриленсери, сакаат сами од себе, Некој искрен што ќе стварно неговиот труд ќе го вложи, не само ќе даде некој добар промпт. Да, заради тоа што знае дека ChatGPT многу лесно се користи, мислам и глуп човек може да го користи. И они самите работодавачи можат они да го отворат ChatGPT да го направат се тоа. Да, дефинитивно. Со добар промпт, а тука плаќаат некој човек. И веќе тука е разликата каде што тежината во разлика од некој што користи за се AI и некој стварно што си го има скилсетот. Да. Баш отфативме вака пример за IT светот и за тој пазар. Ти спомна дека ти почнав ствари со веб дизајн, после
кон full stack иде, како личеше цел тој процес, UX, UI дизајн? Па прво работев као веб дизајн у англиска компанија, меѓутоа таму и цртев и интегрирав тоа што ќе го нацртев, ќе го интегрирав као веб апликација и таму го научив дизајнот. Учиш од клиенти. Не знам, едноставно тие знаат што треба да има на нивниот сајт, која категорија сега зависи компанијата и така учиш од нив, значи се е искуство. Не знам, интересно ми беше дизајн да правам вака, тоа што ќе го направам да си го реализирам. Стварно ми беше многу интересно, мотивирачко им, дури и за без пари сум ги правил понекогаш само за да му го направам, нели? И па сум бил тук оптимист, знаеш, сум правил за без пари, навистина. После тоа со тек на време почнав да работам и други технологии. Angular почнав да работам. Имаше многу технологии, сега не знам дали да кажам React.js, Bootstrap, Tailwind CSS, jQuery, JavaScript, HTML, CSS. И почнав да работам и .NET работев и почнав полека да као full stack да работам. Меѓутоа кај што работев во македонските компании си имав моја улога. Си бев веб дизајнер. Но меѓутоа дома напорк све работев. Понекогаш напорк сум бил и project manager, и team lead. Понекогаш сум бил и UX UI, понекогаш сум бил и веб дизајн, и full stack, и .NET програмер. Значи, може би тоа е малце негативно, немаш некој фокус, не си добар само за таа технологија, ја бев, да кажем, солидна за повеќето технологии, но затоа денес се ориентирам само кон неја технологија, React.js, и мислам дека и така ќе остана до крај на мојот живот, тоа ќе работам. Ама убаво е така се учи, така се наоѓа својот пат, ако не пробаш од се по нешто уствари во вакви индустрии, посебно како што IT индустријата денеска е преполна, најбаво кој ќе се го најде својот пат. Интересно нешто што ми спомна пред некој ден кога зборевме е дека ти ствари имаш уште еден Upwork профил, ствари агенција, ако не се лажам? Да, Flow2Web. Да. Како го креираше тоа? Зашо го креираше тоа? Знам дека каже дека тоа многу добро веќе од понапредно од кога ќе станеш на Upwork го имаш. Може да ни раскажеш повеќе за тоа? Па, тоа е као компанија у Македонија, нели, у цел свет компанија, си правиш юзер на Upwork као втори юзер. Максимум може две да имаш, као твој приватен юзер и втора како агенција. Значи во таа агенција може да вработиш други што имаат Upwork профили и да работат за тебе. Ти фаќаш проект, му кажеш на клиентот дека во овој проект ќе работи еден дизајнер, еден програмер и еден QA. И ти треба да најдеш тројца луѓе што имаат Upwork, само од Upwork. И треба да ги поврзеш, да го изменеджираш тоа. И така ја направив таа Upwork агенција, Flow2Web, зошто се вика Flow2Web? Името ми го измисли мој колега Александар Пешевски, го поздравувам од тука. Тој е, значи, не сум видел таков креативен човек во мојот живот. Значи, може чаша да те направи, може шиша да те направи, може маса да те направи. Од това доста подобро. Се извинувам се, како некој наврди. Искрено тој го измисли целиот бренд. Кога ја направив таа агенција Upwork, направив и мој личен вебсайт. flow2web.design, може да го видите. Таму ги ставив сите мои проекти. Што сум ги направил, што можам да ги ставам паблик, пошто сепак сум фер кон клиентиве, со тие клиенти што имам подпишано NDA договор, не ги ставам. А имам стварно прекрасни клиенти. Може би нема да приматат, ама сепак треба да имаш некоја си етика да не го направиш тоа. Денеска студентите прават многу лоши работи, што немаат никаква етика и затоа баш тој предмет на ПМФ што го спомнав преска. Ми помогна многу, за да биеш човек, не е само да мислиш некој да го изложиш, да му направиш ради реда, да имаш некоја етика, треба да биеш човек. И така ја направив таа агенција, но беше многу тешко. Иако ја тогаш имав страшен профил, тоа беше пред 6 години, беше многу тешко да најдеш клиент. Исто и таму треба да почнеш со $5 по проект. И така почнав со некои клиенти, работев за $5. Имам прашање, уствари, еве за повеќе на Flow2Web, како што кажа, почнеш со помали суми, тука претпоставам ти работеше како веб дизајнер или нешто, и наоѓаш дополнителни фриленсери што работеа заедно со тебе на тој проект. Да. Како ги наоѓаше тие? Од Upwork. Значи го наоѓаме. Секојаш различен наоѓаше или си имаше некој што ги знае, што ги познава, што си работеше со нив? Па не, со некои клиенти знаеш како работев, им кажував, нели, така и така направив агенција на Upwork, дали може оферот да ми го пратите таму, не на мојот личен профил, туку таму. Сакам тој профил да го избилам. И така почнаа да ми праќаат офери таму, некои мои клиенти што сум работил пред тоа. Но меѓутоа почнаа да ме наоѓаат и сами клиенти. Ама клиенти што плаќаат навистина многу малце. Но окей, ја ги прифатив, им правев стварно за $5, им правев WordPress сайт,
што искрено кошта $5,000. Че пак да кажем, значи, видите колку само сум оптимист за некои работи и така се успева напор. И почнем да работим и на таа агенција, почна и други да работат на таа агенција, но меѓутоа нема време. Нема време за се. Да. Ја работев за фирма, работев на мој личен профил напор и плюс агенција. И плюс секој ден сум по нека Да. спортувам. Тоа што време играв тенис. 6 години играв тенис. Го поздравувам Томче Андреевски, тренерот од Скопје. Ќе се препознае ако го гледа видео. Значи треба не е само да работиш дома, тоа сакам да кажем, не е само да работиш дома, треба да имаш време и за себе. Убаво е да водиш апорк агенција, ама времето е сепак проблем тука. Тоа дефинитивно. Да. Како мислиш дека може денеска еден фриленсер кај нас да биде осигуран бенефици, дали постои нешто тоа кај нас еве конкретно во Македонија и дали пример не знам ако основа некоја ваква агенција преку Upwork има некакви бенефици или се уште кај нас сме малце заостанати. Знам дека Да, малце сме. Да, знам заостанати. дека пред некоја епизода што ме гостуваше Билјана, сега прави цело истражување за фриленсери за да го дигне гласот, за да подигнеме некаква свест за да сме некако класифицирани со некакво име во државата Да. за осигурување, за пензии, за такви работи, што гледам дека сега нешто во процес, ама еве и од тебе сакам да слушам пример твој искуство или твоја гледна точка. Па требало собрање да се отвори у табелата да се направи на колона за нас фрилансери, тоа е тоа. Да, дефинитивно. И име да се даде некој. Вака, значи, има начин за тоа, ние се бараме решение, немаме решение од државата, ние се бараме сами. Еве Да. сега ќе кажам неколку искрени, реални решенија што другите не ги кажуваат, еве ја ќе ги кажам. Може да се осигураш на повеќе начини во Македонија. Може да се осигураш као сам поединец, доел, знаете, нели си отвориш фирма и си плакиш сам Да. фактури. Втор начин ти е као преку Native Teams, таа е Да. голема платформа, светска или европска, не знам дали во Светска е, Америка. светска. Светска е, да. Native Teams ни се партнери со Никола Бубевски и Игор Шами беше исто Да. така од Native Teams на подкаст, они многу Тоа не е страшно многу подржуваат. добра платформа што ти ја нуди таа услуга. Ти си осигурен. Да. Се лекуваш за без пари. Не знам стварно, дечка што работат у Native Teams им давам Да. сертификати, не знам стварно. Не ги познавам лично, али браво стварно за нив. Трет начин ти е да се осигуриш преку друго што има фирма или пријател, Да. или татко ти, не знам, ако има некоја фирма. Еве тоа никој не го кажува. Така има 60% фрилансер што се осигура на минимум плата. Да. Само да им течи стаж. Има и повеќе начини. Некои отварат фирми во Америка и За таму колку се таму? осигураат. Да. Да, има некои се плаќаат приватни. Да. Да, приватно здравствено осигурување. Значи има можем да зборувам многу на оваа тема, Да. има 20 начини само во Македонија, а од цел свет има милион начини за да се осигураш. Треба да сакаш. Во други дел од светот веќе има и кај што се презани ептен фриленсерите и каде што дури преферираат понекогаш фриленсери да им работат на проекти. Што мислиш дека е подобро во споредба со тебе? Кратки проекти или со неколку години што траат, што веќе имаш убава синергија со... Па се зависи од клиентот и од барањето на клиентот, од проектот, од категоријата на проектот, од местото кај што работиш на проектот, но меѓутоа за мене подобро е кратки проекти. Не знам, што траат максимум 6 месеци. Заради тоа што кога работиш на проект повеќе од 2 години, може и понекогаш доствано станува. Монотоно. Одиш на состанокот, па тоа се зборува, па тој фичер треба да правиш, па тој бак излегува. Ова е моje мислење, значи се си има позитивности, негативности, табелата ако ја направиш, сам ќе си лучиш што е подобро, што е тоа е се зависи од тебе. Така тоа го разберам и ова сакам да го кажам. Може би државата треба да направи некој си закон за нас, фриленсерите, зошто е тоа добро. Заради тоа што има многу што работат. Само од мојот крај, од моето родно место Стојаково, може би има едно 10 души што работат од дома, од Стојаково зборувам. Да. Стојаково е 2 жители, 2,5 жители. Гевгели има може би минимум 50 што работат од дома. Зошто е тоа добро? Значи, тие треба да направат некој си закон што е добро за нас, што треба да го префатаме ние тоа. Кога ќе ја направиме таа математика, да ние сме задоволни со тоа, да не плаќаме голем данок, пошто ние искрено седеме дома и што ништо не правиме никаква штета. Да. Не возиме по асфалтот од 3 сат по 40 степени. Значи искрено мислам дека треба да водат некој закон барам да плаќаме од 5 до 8%. Ја мислам дека голем процент ќе го направи тоа, ама да бидеме на некој начин осигурани Да. со самото тоа. Дефинитивно.
Мислам дека тие што седат таму на клубито собрание, мислам дека може да го направат тоа, ако сакаат. Значи, Да. има голем дел. Знам, гледам, мислам и приметувам и периодов од кога се дигне кампања и се дека има голема заинтересираност Да. за ова стварно да се дигне гласот на фриленсерите повеќе. Спомна пример дека седиш од дома, кој ти милено место да работиш од дома или имаш некој кафич, коворкинг простор, нешто така што доаѓаш? Па зависи, ја, например, 90% работам од дома, понекогаш знам да одам кај некој пријател да работам од неговата канцеларија. Во Гевгелија има доста IT фирми. Мислам дека има едно 5 со физички канцеларии досега. Мислам дека има 5. Еден од тие е мој другар, Глигор, го поздравувам. И понекогаш знам да одам дека него да работам и баш ми е интересно вака, дури не ни работиме многу, повеќе му правиме. Пошто многу ретко се гледам. Вака знам да работам и од мотор. Возам мотор, си го клучувам телефонот на собственик со слушалки, јас сум во собственик. Не им Ги пречи слушам. возењето. Не, ме слушаат све. Бучева и може би има мала, но ете, искрено ви кажам дека имам работени од мотор. Сега полека возам, нели нормално. Сакам да кажам, значи колку е флексибилно фриленс, колку е флексибилна работа, тоа сакам да го дооловам. А исто така кога доаѓам за Скопје, ово морам да го напоменам. Работам од Джевехир, Hikespace, го знаете место, Никола го знаете. Значи тој секогаш кога доаѓам од Скопје, одам кај Никола, мислам. Тој секогаш ми вика, значи ако дојде Скопје мора кај мене да дојдеш, значи работи, спиш, што сакаш тоа прави, јади, не знам што. Стварно кога сум таму кај него, имам некоја си позитивна енергија да работам. Тој така го има направено место многу добро. Го познавате место, како ова исто од тука би работел, без престан, да. Па и тука ќе да ми искрено. Дефинитивно. Тука покрај што ни е нашиот хаб и секогаш отворен за сите да дојдат да си работат, исто така го имаме Highroom на прокрај банка, што бесплатно го даваат за сите фриленсери за стартапи, заедно со нивните предобри пакети што ги нудат за фриленсери за стартапи. И се што треба да направат е само да се пријават на веб страната и бесплатно го имаат за букирано за цела недела, а можат и повеќе да доаѓа. Да, и ова треба да го кажам за Procreate, го заборавив, видиш. Значи таа услуга што е нуа тие се не знам, таа услуга е стварно позитивна, што е нуа тие од Procreate. Да, на фриленс пакетот и тие кога и да им се јавам, кога да им барам место за нешто, они ми кажуваат од Скопје оди таму, значи што сакаш тоа прави, вика работи, пушти си музика она. Значи имаат фриленс пакет, има многу добар. Значи добар за трансакции, за странски приливи. Значи стварно имаат многу добра услуга Procreate, само Procreate. Многу сум задоволен од нив, од електронското банкарство, од мобилната апликација, од ова каче што го имаат направено, нели со подршка со вас, со сите околу вас. И мислам дека такви места треба повеќе да се отворат во Скопје, а и во другите градови. Мислам дека во Кочани има. Многу добро место. Во Кочани сега има, знам дека нов coworking space. Да. Треба да почне да отвара. Не знам отвара. како сега ше ми испада на Инстаграм. И јас заборев како се викаше, ама знам дека Марина Панова што ми гостуваше на подкастот, знам дека она е поврзана со тој coworking space. Мислам дека Охрид почна сега да прават некој. Да, значи веќе се разработува таа гранка. Да, ама мислам дека се уште многу луѓе се од комфортно викнати ако излезат надвор некој кафич да седнат да работат или нешто така да прават. И дефинитивно треба само да се прошири ова вест дека можеш да си набавиш вакви места. Мислам дека кога идат у кафич не работат продуктивно, работат 50%, рече. Да, у кафич ќе дојде, тој ќе се поздрави, ќе помине некој да го видиш од љубопитност, па ќе идеш да си порачаш ова, ќе јадеш, значи немаш продуктивност, но може би е состојано да направиш у кафич, дефинитивно. Ја како што правам од мотор. Може да правам како го менеджираш уствари ти твоето време, еве со знам дека си тим лид за фирма во Англија, со Upwork клиентите што ги имаш, и знам дека еве како што спомна дека цело време си зимаш некои кратки нови клиенти, фамилија, дете, куче. И ја не знам како менеджирам стварно. Ај со Upwork Boost еве и со ја моментално немам некој процес фиксен што го следам. Еве станувам да речем 8-7, 9 понекогаш, 10 понекогаш и седнувам, работам со клиентот од Англија, full stack сум таму, као team lead. 30% од времето куцам код, другото време код ревю, пишувам таскови на Jira, на други менеджмент алатки. Во меѓу време значи работам на Upwork, средувам пакети, помагам на студенти
имам 15 минути разговори с студенти, значи да ги уходам от самиот Upwork, да ја дознаат платформата како функционира, пошто они сепак сакат собствено. Джаба ти ќе ми го пушиш линкот Upwork Boost, они читаат, ама не дочитуваат. Да. И мора да им кажеш малце што е платформата, за кого е и каков ќе биде твојот успех после тоа. Извини што те прекинам, ама сметаш дека, пример, Upwork Boost е за само за почетни фриленсери или па секој фриленсер може да... Секој фриленсер може, значи, да успее. И тој што има искуство, 20 години искуство, му е тешко на Upwork. А Upwork Boost стварно му нуди тоа решение. Значи, пример, има некој 20 години искуство, не може да фатат проект на Upwork. И јас сум тука со тие пакетиве, кај што едноставно и те повеќе успеваат. Пошто ти имаат навика за работа, се мотивираат, се оптимисти. Тие знаат дека јас ако им кажам дека треба да работа за без пари 6 месеци, и они ќе направат тоа, иако нивниот саат е $50 по час, да не кажем и повеќе. И овие студенти што се помлади, да, викам до новите, малце... дефинитивно и до новите генерации, да начинот, пример, сега што им е изложено во околината, оствари дека се им е полесно. Се им е полесно, користат вештачка интелигенција, сакат готови решени и така нато. И се вратим за менеджирање на времето. Да, за менеджирање на времето, значи работам, да речеме, нели, од 8 до 5 за англиска компанија, тоа не е као договорено фиксно време, но меѓутоа имам време да прочитам некој имейл, да средам некој пакет, не повеќе од половин час. Да. После тоа најчесто, после првата работа со англиска компанија, знам да одам на тератана, да возам точак, да се дружам со пријатели, да си играм со кучево. Кучево ми сика Обама. Тоа е през како ми кажаме најомиленото нешто од цело свет. По председателот на Америка што беше пред неколку години. И така, тоа е уникатно име. Кучево ми дава некоја си енергија позитивно во дворот. Не знам стварно колку испаднал со него, ми е као да ја запам. А какво куче имаш? Шкотски овчар. Да, црно е, иска како Обама. Дали го зема периодот кога Обама уште беше председател? Или од после само? Сега тоа не ми текнал, сега тоа мислева ти го кажам дали беше така, пошто имавме две кучини. Другото беше бело, го крстиме Бейли. Нели имаше тоа штрка на председатели Бейли и Обама победи. И така ги крстевме и двете, па после другиот ни почина и си остана Обама. И тоа за менеджирањето на времето моментално ми е хаос, пошто нурнав во некои други води, една од водите Upwork Boost, и не можем да осредам тоа некој. Значи, они знаат некојаш да се јават у 10 самбале, некој да те нарача пакет у 12 поручек, па сака сосно со тебе, ти платил, сака да очекува некој резултат, па треба да му кажеш. Пака, значи, малце ми е хаос. Мислам дека ќе ми треба добри 6 месеци за да се организирам ја. Да бидам таму фиксно време, Upwork Boost да работам тоа време и така нато и така нато. Ама ќе биде. Дали си осетил пример некогаш, со се ова што каже, дека правиш бърнаут или па не знам, премор или па само едноставно да ти се насовере премногу? Како си се справил со тоа? Па смирено, искрено. Пред тоа сум бил многу нервоз, паник. Да. Касам на проекти, не можам таскот некојаш да го разберам, па тој ми се јавува. Значи, да, едноставно прегоравам тука, меѓутоа тука е спортот, тука е кучето, тука се пријателите. Треба малце социјален живот. Треба малце, па дури да прочиташ, да напишеш некој блог, значи да избегаш од самата тема тоа што работи секој ден. И тоа е леко, тоа е рецептот. И така полека на смирно си го решаваш, си ја решаваш задача по задача. Немој све најдеш. Прегорување, да, многу пати имам такво прегорување, како да го кажам, бърнаут. Може би 2-3 пати годишно има, да. Кога ептен станува ситуација захтевна, нервоз од другата страна на клиентите, сакат очекуваат од тебе брзи резултати, аз си им ветил, сакаат квалитет. Затоа е битно да си искрени на cover letter и на... Јас сум сегаш искрен сега последниве 4-5 години на клиентите, сегаш сум искрен. Ке ми треба уште 2 недели за ово. Извинете, ако треба, од моја страна ќе ви направам плюс некој таск, но ќе ми треба повеќе време за ово. Сум го естимирал, да речеме, 2 месеци, може ќе ми треба 3 месеци. Моја грешка, извинете. Значи, порано им кажувам и така на некој начин и повеќето од клиентите ми разбираат и нема раскинување тука на договори. Пред тоа имаш. Да. Сега нема, сега окей, благодарам ја што не извеси за ово и ние да знаеме да кажеме таму и таму така. Мислам дека покрај тоа искреност што си го носи своето,
веќе и самиот твој профил покажува колку проекти си имал, колку сериозно си ги сватил тие проекти, затоа има поголема доза на верување и повеќе ме јасно и знаат дека со тие 2 недели ти стварно ќе го завршиш тоа, Да. а не дека има откаж. Кажи ми, Ева, ако може сега се навратиме нешто од преска, што те прашав на кратко, а тоа е колкава е стварно разликата од денеска Upwork, прва платформа како личи, како функционира во споредба со кога си почнал? Па тоа беше многу полесно, искрено. И затоа им кажувам дека денес е тешко напор. Пред 14 години јас кога почнам беше многу лесно, мислам, за да фатиш клиент. Да. Не беше ептен многу лесно, но Бигудо беше полесно. Со тоа што имаше фиксни конекции, немаше многу индици пакистанци. Да. И тоа е многу голем проблем денес. Таа е големата разлика. Значи нема некој, да, окей, Upwork удрија повеќе на маркетинг, бараат од тебе пари за да земаш пари од нив. Да. Тоа е од клиентот и они имаат некоја провизија. Но меѓутоа денес има многу индици. 60% на Upwork од фриленсерите се индици, не само индици, пакистанци од тие држави таму. А знаеме дека тие држави таму се со низок стандард, исто како што сме ние за Америка, пример, Да. за Швајцарија, за Норвешка, за другите побогати земји со економски побогати. И тоа е големата разлика. Тогаш, значи, да речеме имаше 20% индици пред 14 години, сега има 60% индици. Ама мислам дека и после самата корона се дигнаше толку повеќе платформа од кога сите се свртеа ремоут и од дома да треба работа. Да, и тоа значи има многу фактори, има Да. многу разлики, има. Најбитната е Индици. индијциве. Да, и тоа е исто така. После короната сите си направи Да. юзери и исто успеа многу што работеа првите 6 месеци без пари првата една година. Ми сподели на многу интересна информација. Сега се не знам дали стварно како ќе се случиме и се. Поврзан со индиците за током. Мислам дека можеш да споделиш што ќе се случи на Upwork ствари периодов со Трамп делот. Да, со Трамп. Пред неколку недели мој пријател на Viber ми праќа линк со Трамп. Значи, нели Трамп, знаете, сега носи санкции Да, кон сега Индија. за се Мислам дека веќе ги употреби тие санкции за нафтата. Индија да не купува Што- нафта од Русија, да. тај сепак политика, нели, војна. Индија да не купува нафта од Русија, пошто ако купува ќе добие санкции од Америка. Но во тие санкции, во тој пакет на санкции од Трамп, ми кажаа дека ќе има ефекти на Upwork. Као демек индици, Да. пакистанци во тие држави таму нема да бидат на Upwork. Тоа што значи? Тоа значи 60%. дека ние ќе рипнеме за од самиот ден. Вториот, третиот ден на Upwork профилот ќе те рипне многу нагоре, ќе Да. ти пристигнуваат интервју, ќе си покачи саато $100 по час. Значи, 60% што треба повеќе кажам? Мислам луѓето што се дека на самата дека платформа ова треба ќе сите снема. дека ова треба сите да го знаат. Ако тоа е точно, ако Upwork ги скине индице од ако Трамп ги скине индице Да. од Upwork, значи ние ќе рипнеме многу брзо. Ќе Да. не бараат сите дури мислам дека нема да нема доволно. Значи ќе бараат и Тогаш ќе се смени практиканти, цел ќе бараат маркет. и луѓе што немаат никаква IT академија Да. завршено, само да работат нешто да прават таму анализи, не знам што. Да прегледуваат за било Да, што. да, реално да. Веќе има, дури што пред да те пишам, пред да контактирам, си го отворив со Upwork, имав така некоја желба да си го рефрешнам и стварно видов сега што колку многу повеќе работни позиции имаат отворени, колку по-симпл таскови имаат отворено, како самиот момент на ставање на кепшенс на видео на некој рилче од 30 секунди ти го наплаќаат, не знам по колку време. И стварно има за секој работа таму, само треба да отвори и да Има посака. многу категории. Да, Има премногу многу. категории има. Може да бидеш и писател, може да бидеш и доктор. Ова искрено го кажувам. Дури мене не ми се вруваш. Може да бидеш дигитален доктор. Да препишуваш лекови. И тој доктор треба да има Да. добар Upwork профайл. Може се да бидеш на Upwork, не можеш само физичко нешто да работиш таму. Па, зашто да не? Може некој Да. клиент има профил на Upwork, не знам, се направил како категорија земоделец у Швајцарија и те повикува да идеш таму да работиш кај него преку Upwork. Значи комуникацијата преку Upwork. И тоа може да се деси. Значи Upwork е страшна платформа. Какви Да. категории има таму, за разлика од пред 14 години, мене не ми се верува. Има многу писатели. Многу. Пишуваат текстови параграфи за $200 по час. Значи тоа. Toho. Ти у Македонија да работиш, да заработиш по час $200. Па за 2 години ќе се пензионираш, искрено. Да. Меѓутоа ние сме работна нација, не сме тоа само така го збориме.
Што би му препорачал на некој што е се двоуми за да отвори Upwork платформата? Може би не е сигурен нешто. Па знае дека е тешко. Да. Пошто сите што пробале напорок, знаеш, тој мовет се шири низ форуми, низ такви заедници, низ дигитални заедници, низ кафе мувет, напорк е многу тешко, Java правиш профил, треба да купуваш конекции, ништо не добиваш од тоа. Да, тоа е реално така, тоа се зависи од тебе, значи не се трудиш. И тоа ти го враќа Upwork. Ако се трудиш, ќе ти го врати другото. Успехот ќе ти го врати. Секогаш е така. Да. Во секоја работа е тоа така. Мислам дека може да бидеш и келнер. Ако не бидеш насмеен, ако не бидеш така харизматичен, многу добар, нема да добиеш типс. Да. А со самиот тоа, ако биеш нели како што треба, ќе има и гужва. Газава ќе биде среќен. Да. Ќе инвестира во тоа место, ќе инвестира во тебе, ти ќе инвестираш од други, тоа е се така, ланец. Што значи за тебе успех? Што еве ти као дали имаше момент кога кажа сега успеав? Па генерално успех за мене е да си ја сакаш твојата фамилија, да бидеш секогаш до твоите најблиски до последен момент. Знаете како е времето денес, тој за мене успех. Да си изградиш твоја фамилија, да помагаш на другиве, да помагаш на некој што го гледаш дека не може сам, а има некој скил во него што он не знае тој да го презентира, да му го отвориш, да му го презентираш, тој е успех за мене. Успех генерално тоа. Ако зборам за IT дело за тој успех, па треба едноставно да бидеш оптимист и мотивиран и да вложиш многу труд. Да. Све другото само ќе се дојде. Дефинитивно. Да. Како што спомна со фамилија и со се, еве со можноста тоа што си ремоут, имаш опцијата да си цело време дома и да си со нив и се. Колку што тоа е позитивно од ремоут, преска спомнавме дека има и негативни страни од фриленсерство. Ако можеш, не знам ти да ми спомниш според тебе кои се тие или некои такви моменти, еве покрај пример моментот помалце комуникација со нови луѓе, конекции вака. Па да, има и некои негативни страни, социјалниот живот пред се. Да. Седиш дома, работиш на пижами, понекогаш и без пижами работиш и може кога ќе видиш кревет, знаеш да се легнеш. Да. И тоа легнување може да кошта 2 сати. Е така во канцеларија не. Али пред се социјалниот живот, значи кога си во канцеларија, придобиваш нови пријатели, пријателите се богатство, љубов, се дружиш, си правиш кафе муват, запознаваш нови клиенти, нурнуваш у некој стартап, работи, идеи. Дефинитивно. Да, пошто вака од дома, знаеш, тој ти е состанокот, да, окей, има позитивни работи, тука работиш напорт, наоѓа све, али тоа е само негативното што работиш од дома цело време, значи генерално социјалниот живот. И дисциплината, уствари, за да што треба да се изгради човек за да може да И ова е многу битно, значи легне на креветот. Да, фрилансерот е многу лоша гранка, пошто може да станеш многу алчен за пари. Значи јас сум бил во таков период 6 месеци може, што ми осетиле, не сум испаднал од дома. Значи не играв тенис, одев на работа, али право дома се враќав и работев фриленс дома фул тајм. Значи одев на работа од 8 до 4, се враќав дома и од 5 седнов работев до 2 ноќта. И тоа сум го правил 6 месеци. Зашо? За да купам кола и за да купам стан во Скопје. Да, тоа е окей, треба да се жртвуваш, али не да продолжиш повеќе од 6 месеци по тој пат заради тоа што стварно као човек си наштетуваш себе си и добиваш некој си лошо его. Да. Што денеска гледам да го искорениме сите тоа его, пошто ништо не правиме со тоа. Сите го имаме, ама да го држиме као баланс. Да, секојаш треба да има за се граница. Да. Кажи ми дека еве стигаме скоро до при крај на самата епизода. Уште едно прашање имам за Upwork Boost, бидејќи мислам дека него напоменавме тој дел, а тоа е дали твоите пакети уствари се само за фриленсери за што се во IT сферата, како ти што си, или може било кој друг да биде пример некој од маркетинг, од видео едитинг, од графички дизајн, па се и до доктор, кој што каже дека има ли Upwork. Да, може секој улог. Може значи нема никаква граница нема граница. Само желба. Да, значи границата е негова, тој треба само да пројде низ таа граница. И тоа е тоа, главната граница е тоа. Значи исто како идеш во Грција царен, те проверуваш што имаш таму, зашто тоа. Тука е тоа, значи треба да се трудиш, треба да се мотивираш. Не треба да бидеш песимист, треба да бидеш оптимист. Ако тоа го поминеш на царена, ти успееш да влезеш во таа држава. Да. Така да успееш напор, принес.
Што е следна амбиција? Што е следно што може твоите чекори? Па, еве, по-конкретно да кажем и за Upwork Boost, има Да. многу добри идеи. Еве ќе кажем една идеја. Меѓутоа немам ништо направено, тоа ми е сама као идеја, значи немам план, ништо направено, ни стратегија, ништо. Да станеш фриленсер, генерално. Не мора Да. на Upwork, може на многу мрежи. Али да станеш фриленсер, значи стани freelancer.com. Доменот ми е купен, Да. becomeFreelancer.com, стои така празен, нема ништо. И сакам да направам као пакет дигитален, не физички продукт, значи си Да. оплакаш пакетот и добиваш посебна страна каде што ти треба да ги поминеш тие чекори за да станеш почетен, успешен фриленсер. Фактички на некој начин ќе им помогнам на многу студенти за да нурнат во тој свет во Да. фриленсер. Значи не мора напор. Значи ја повеќе да, може и повеќе од времето ќе раскажувам таму за Upwork, ќе има задачи за Upwork, но ќе има за фриленс, ќе има за Fiverr, ќе има за LinkedIn, Да, ќе има за многу други мрежи каде што може ти јавно да се презентираш ти и така да добиеш многу добар клиент. Да. Значи, не знам уште ја правам структурата на тој продукт, не знам точно што ќе има во него, како ќе бидат тие таскови, значи ќе биам многу строг таму и ќе биам многу реален. Значи мора една задача за да се заврши, за да одиш напред. Не можеш ти да одиш напред без таа претходната Да. задача да ја завршиш. И ќе повторам многу работи. Значи ќе му направам на човекот, на студентот да го отвора телефонот тие мрежи што се најбитни на секој 5 минути. Секој ден. Да, ако сака да успее само така у фриленс, поточно Upwork или други мрежи, мора да ги следи тие чекори. Да. Искрено тој пакет нема да биде многу скап. Ќе биде, не знам, може би $30, $40, $50. Ќе видам као да видам јас какви Да. трошоци ќе имам кон другите работи. И може би ќе опуштам као бесплатна верзија првите 6 Да. месеци да видам дали на некој ќе помогнам со тој пакет и да видам кај ќе заглават точно за да знам да го исправам тој дел. Тоа ми е значи као стартап Да. идеја за дефинитивно. Upwork Boost. Имам и други идеја. Coworking place во Гевгелија. Дефинитивно фали. Да, не знам само како ќе биде со тоа, дали ќе имам време да го постигнам тоа, заради тоа што не е само да најдеш место и да ставиш тепихи и да купиш бира од IKEA, Да. туку и Стварно треба да го Сакам- направиш пријатно за Да, работените. јас сакам да бидам секогаш уникатен. Да. Кога ќе иди човек таму да каже вау, зашто ово, зашто тоа, чекај, тука е пријатно. Значи сакам да направам некој си катча каде што може тие самите фриленсери и да не работат, а да седат таму. Да, ама Се така шалам. е, и да добива и креатива. Да. Да има некој зелени creative źидови, tools. цвеќиња, такви работи, знаеш, беше мотивира најдобро. за окото, за самата атмосфера на Да. работа. И тоа ми е као идеја. И трета идеја ми е кога ќе го направам тоа coworking place, повеќе некако да ги условам студентите тие што ќе направат Upwork профил да имат некој си попуст таму или не Да. знам да работат првите 2 месеца без пари. Пошто знам дека студентите што мислат дека нема да успеат Upwork, знам дека ќе успеат. Само ако дојде таму кај мене за ја да им да им дадам некоја насока, значи не е само да имаш скап лаптоп да седнеш и Да. да си направиш профил на Upwork, треба значи да се мотивираш некако. Да седнеш пред бюро, да се напиеш убава чиста вода со лимон, да имаш од десна твоја страна зелен зид што ќе те мотивира, значи има многу фактори кон фриленсерот, не е само еве јас имам добар профил, имам искуство и тоа и ќе успеам. Значи влијаат и многу други фактори. Да, дефинитивно. Да. А ако се вратиш назад, еве кој за завршно прашање, ако се вратиш назад и до сега, сега цело знаеш што го имаш, што би си кажал сам себе кога го отвараше тој Upwork профил? Па И кој ги искрено пише тие 2 параграфи. да не ја прават таа грешка, пошто ако го направат како мојот почетен профил со само наслов и со 3 параграфи, значи тоа изгледа као спам. Ќе ве третираат како спам. Исто на вас сигурно секој ден ви пристигнуваат мејлови со некои си рандом текстови, вие го третирате као спам. Самиот Gmail, као и друга Да. платформа, го третира као спам. Исто и така Upwork функционира. Значи, посветете повеќе внимание на профилот. Одете на мојот сајт на upworkboost.com и кликнете долу на сијалица, значи може Таму на комплетно целиот чекор да го видите како да успеете напред, значи не мора да идете кај мене, да правите разговори со мене за тоа како да успеете и да плаќате 300 евра. Значи целиот процес го имате бесплатно како да успеете напред. Да. Само ако го следите тој процес. Ако не го следите тој процес, ја не ви гарантирам успех. Може би за стрека ќе ми се погледа некој клиент.
али не гарантирам успех. Али вака со тој процес гарантирам 50% успех. Да. Со ти ќе повторам, ти му го даваш само патот кој што треба го изодате, секој колку ќе се посвети на се тој, зависи колку од него. желба ќе направи. Да, и тие сите што ги купуваат моите пакети, знаеш, се ризикуваат и они сега, знаеш, плаќаат пари пред се, тешко се заработуваат денес друга работа пари. И знаеш, сакаат некоја гаранција. Да. Ми кажуваат што ако платам, што после тоа, каква гаранција ми ниште дека јас работам напред. Ја викам, не ти гарантирам. Тој пакет вреди толку, ја ти го правам профилот, ти треба мене да ми гарантираш дека ќе успееш, пошто ти ако успееш, јас ќе се мотивирам да помогнам на уште толку. Да. Тоа е, нема гаранција, се е ризик денес. Тоа е. Така е. Особено овој стартап и фриленс животот. Да, да. Јас сум вложувал во стартап идеи, во други проекти, во други вебсајти, сум правил примери вебсајтови на некој клиент без договор Да. и тој не ме прифатил мене. И не се нервирам за моето залудно потрошено време, тоа е се искуство. Исто и тие треба да пробат напор, да потрошат 2 месеци, да вложат $50 за конекции и да видат како ќе биде. Мислам дека $50 сепак не се некој голем залог за денес. Да, Искрено, дефинитивно. не се $500, Да. тоа е окей, тоа е веќе многу. Али $50 може, за $50 може да се отвори врата кон успехот. Да. И после тоа да заработуваш $50 по час. Да си вложи во својата иднина. Да, Дефинитивно. тоа е. Искрен сум јас. Јас значи уште еднаш не гарантирам успех, тоа се зависи од вас. Че ако вие го следите мојот рецепт, храната ќе биде вкусна. Да. Ја ќе бидам презадоволен. Така уште повеќе рецепти ќе направиме после тоа. Многу интересно кажано. Супер, фала ти многу што ми гостуваше денеска и што ги сподели сите овие совети. Аген, ќе повторам, линкот од Апорекбус може да го најдете доле во дескрипција, заедно со профилот на Јован. Верувајте што и да треба да ви помогне за креирање на вашиот фриленс пат, тука е да ви помогне покрај, тука сме и стартап клуб Скопје, Прокреди банка со фриленс пакетот, со Hiveroom, сега имате можност и само се зависи од вашата желба. Фала ти премногу уште еднаш што гостуваше. Да, и јас само да кажам, значи, благодарам за сите вас, за тебе што ми пише прво, за камерманот, за сите, за целиот тим. Благодарам за Прокреди што успел да направи вакво, не знам, прекрасно каче, ја тука би доаѓал секојаш би работел. Мислам и на други места, нели ќе балансирам сега, знаеш како е, пријателите се љубов. Мислам дека малце имав трема, ова ми е прв подкаст на мене. Беше. Мислам дека Не се малце. осети. Да. Вториот подкаст, третиот, мислам дека ќе направиме Веќе ќе. повторно за некоја си друга тема, пак Дефинитивно. поврзана со фриленсерот. Може би ќе го направам дотогаш пакетот becomefreelancer.com, Кога ќе излезе би да, на светско ниво ќе биде тоа. Се враќаме назад. Да, ќе го презентирам пакетот и би сакал на мои студенти да го продадам за као бесплатна Дефинитивно. верзија, за да може да направат разлика пред пакетот и после пакетот. Да. А за сега останало upworkboost.com, кој сака нека дојде, тука сум јас. Да се каква помош. Не тепам, Само чекам успех. да, само успех. Супер, фала дечки што ја изгледавте оваа епизода до крај. Исто така има многу интересни вести од страна на Стартап клуб Скопје. Оваа есен организираме огромен самит, startuprevolution.ai Summit, за сите стартапи, сите што се во AI светот, фриленсери исто така се секогаш добредојдени и сагаме отворите нашата веб страна што се наоѓа доле во дескрипцијата и прочитате повеќе, бејќи early bird тикетите се сега во тек. Сабскрајбнете на нашиот YouTube канал, лекнете го ова видео, кликнете го од звончето за да видите следен пат кога ќе излезе нова епизода, дали од фриленсерска дружба или од Стартап револуција. Следете на социјални мрежи и се гледаме следен пат.